Утрински стихови од Библијата. 22 декември. Лично Господ ќе биде нивни Бог. И чув глас од небото, велејки: еве го Божиот шатор меѓу луѓето. И тој ќе живее со нив. И тие ќе бидат негов народ. И самиот Бог ќе биде со нив. Откровение 21:3. На откупените ќе им стојат на располагање сите богатства за истражување. Ослободени од смртноста, тие ќе се вивнат со неуморен лет во далечните светови. Светови кои, гледајќи ги човечките јадови, биле обземени од болка, а пееле од радост при радосната вест за секоја спасена душа. Со неискажлива милина, земните деца ќе се запознаат со радоста и мудроста на безгрешните суштества. Тие ќе земат учество во богатството на науката и знаењето што го стекнале овие суштества во текот на вековите, проучувајќи ги Божите дела. Слободно ќе ја посматраат славата на создавањето, сонцата, звездите и нивните системи, како сите по одреден ред кружат околу Божиот престол. На сите дела, од најмалечкото до најголемото, е напишано името на Творецот, и кај сите се гледа богатството на неговата сила. Како годините на вечноста ќе поминуваат, ќе донесуваат се побогати и почудесни откритија за Бога и Христа. Со зголемувањето на знаењето ќе расте и нивната љубов, нивната стравопочит и среќа. Колку повеќе луѓето ќе знаат за Бога, се посилно ќе му се восхитуваат на неговиот карактер. А кога Исус ќе го открива пред нив богатството на откупувањето и вчудовидувачките резултати од големата борба со сатаната, срцата на откупените ќе пламтат со се посилна љубов. Со восхит и радост ќе ги земаат своите златни харфи и 10.000 по 10.000 и 1.000 гласови ќе се слеат во силен хор на фалбоспев.